Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Мислите, ми одат малку далеку. Сакам. Нешто посебно наготвам денес. Имам, знам, убаво парче овде. Имам месо од Андреја. Ми даде. Малку е чудно така роловано. Ама, сакам да го направам малку на кинески начин. Ќе го направам со тестенини. Оти немаме нудли, ама тестенините од Затополје ќе бидат исто како нудлите. Со тоа ми треба бујон. Ете така. Оти ми доаѓа еден вкус така во уста, што имав прилика да го јамам тоа во Индонезија, рамен, така нешто. Не знам точно како се вика, мислам оти е рамен, што се вика. И тоа е со јајце, имате нудли, имате бујон, имате зеленчук. Зеленчукот е најважен. Зеленчукот имаме зелка. Има зелка во таа рецепта. Има јајца. Ќе земам едно јајце. Така. И ќе му ставиме пиперки. Имам убава црвена пиперка и ќе му ставиме уште една зелена пиперка. Тоа ќе биде доволно. Да. Вуаля. Све тоа ќе готвам денес. Ќе ни биде одлично. Ајде, да почнеме. Од сега ќе ги свариме тестенините, во меѓувреме ќе ги свариме и зеленчукот. Оти тоа треба да оди заедно. Така. Ајде. Тенџере. Хап. Вуаля. Така. Вода. Ќе ги свариме тестенините. Нема да го правиме све заедно. Не. Сега ми текна, сакам да правам све заедно, ама не. Нема да оди. Ќе направим бујон, башка. Вода. Навршено. Ајде. Ставиме водата за тестенините да се варат. Ајде. Да. Јако, брзо. Како кажав, тестенините ќе ни бидат замена на нудлите. Во водата ќе му ставам бујон исто. Ќе му ставам бујон зеленчук. За со тестенините све да биде многу вкусно. Така. Јадењата, што се јадат така во Индонезија, во Кина, во Јапан, многу се направени на база така од бујон. Во бујон ставате риба, во бујон ставате месо, во бујон ставате јајца. Све се готви на база на бујон. На вистина тоа дава убав шмек и е здраво. Што кажува? Да бидете здрав, секој ден треба да јадете минимум 5 овоќе или 5 зеленчук. Во еден коцка бујон имате 5 зеленчук. Не, лажам, треба се додаде. Одсем имаме, како да кажам, бујон од зеленчук за тестенините. Сега ќе го правам бујонот, говедски бујон. Ќе го спремам ерфрајерот, оти месото ќе го сварам брзо во бујонот и после ќе оставам на коцки во ерфрајерот. Ајде, ова нека стои тука. Јајцето и он ќе оди во водата. Нека се вари, што ќе ми треба на крај. Океј, ајде, одиме со коцка зеленчук, сега говеда, оти имаме јунешко месо. Овде и ќе му ставиме вода. Оти без вода бујонот нема да се раствори. Така. Одлично. Океј. Денеска работиме со бујон. Тестенините аме тука, они ќе се, како да кажам, ќе се стопат во водата полека. Бујонот овде јунешки се топи. Андреја, многу сум среќен со тебе. Ти знаеш какви парчиња да даваш на мојата шери. Гледај какви убав парче. Ова е, дел месо, јако. Јас обожавам јунешко месо. Секогаш, кога имам јунешко месо, на распораѓање, како убав. Вкусно, топ. Мали парчиња, вака, таман, за овој рецепт. Ете така. Они ќе се варат, ќе пуштат нивниот вкус во бујонот, ќе ги вадам
и ќе ги стам во airfryerот. Во airfryerот ќе се допечат и ќе бидат малку крскави надвор и меки внатре. Вау! Уште еден начин на готвење што ќе ве научам. Се надевам оти ќе го пробате ова рецепт дома. Да не ви е чудно, навистина. Секогаш, можам да кажам од кога сум во Македонија, кога луѓето ме сретнуваат во улица и кажат: Марк, што ни правиш ти? Кисело благо, кисело солено, пола печено и такви ствари. Ама го направив, а беше превкусно. Епа да, и ова ќе го правите дома, и ќе ви види навистина превкусно. Ова нека се топи малку, го измешаме. Бујонот, така. Тестенините, они полека, така. Ке се пуштат. Овде бујонот, ајде. Така. Додека се стопи, јас ќе го спремам и зеленчукот. Ајде. Овде. И ова за останатокот од семките. Така. Све тука. Ојде. Па. Семки. И овде ни треба малку нешто лутко. Мора. Таму во овие држави јадат сите љуто. И во Македонија има навика да се јади љуто. Ете, вака. Измиеме малку. Вара. Многу едноставно. Топ. Сега, ова сецкаме така на крукчиња. Топ. Едно. Пиперка. Завршено. Втора пиперка. Црвената може да биде малку по-крупна. Црвената пиперка, која варете, она повеќе се распаја. И затоа кога ги ставиме заедно зелената и црвената може да биде по-крупна, за да не се распаја. Океј. Ке му ставиме љута пиперка. Да не се љутиме, ама да јадиме малку љуто. Така. Не премногу. Мислам ти е доста. Доволно. После Шерике вика по мене, ти кажи, што ми направи? Па да, додадов малку љута пиперка. Љута пиперка, добро е за крвта, за како да кажам, да темперамент, да бе прави малку по-возбуден. Не премногу, да не претерувате. Така. Оп, имаме зелка. Исто од зелката, мислам оти половина од зелката ќе биде и доволно. Па, и не само половина, една четвртина. Вала. Ова ќе биде дел од целиот гарнир. Ова средината малку е тврда, да не ја ставаме. Така. Топ. Океј, гледам овде, почнува да врие. Тестенините полека, они се омекнуваат и ќе можеме да ги ставиме да се сварат. Не му треба многу време, ама вуаля. Топ. Месото го ставив малку да се вари. Овде. Така. Не му треба многу време. Чисто да фати вкус од бујонот и да се свари малку. На фраерот ќе го пуштам да се топли. 2-3 минути уште. Ова го ставам во фраерот да се заврши начинот на печење. Ова е завршено. Ова ќе оставиме на страна. Ова може да се врати тука. Да. Каде си е редот? Океј. А ние се враќаме после рекламата.
Шери, што ќе готвиме денес? Ете, месото почна убаво да се вари. Одлично. Тестенините, они почнуваат и они да се варат со коцката бујон. Каде ми е јајцето? Јајцето ми отиде позади. Тука е. Ете го. Го имам јајцето. Сега не знам точно колку време ќе ми треба да го вариме јајцето така, ќе правиме на филинг. Ете така. Мислам оти со искуството филингот ќе помине. Ајде. Оп, не само помине, и тестенини доаѓа со мене. Ајде. Сега ми треба да го изведам месото и да го ставам во ефраерот. Така. Месото е сварен. Многу го сакам овој месо, навистина е оригинал и одговара 100% на рецептот што сакам да го направам. Ова е, како да кажам, филандре, месо филандре, месо што се прави, што прави конци. Така можам да го кажам. И ова сега варен, после печен во ефраерот, ќе биде таман како треба. Овде се направи убав бујон. Ќе му додавам зеленчукот, а ова хартијата, месото, како кажав, го изведов. Ќе го ставиме сега во ефраерот. Да се пази да не се додава премногу и од водата. Водата ми треба мене. Не е вода, ова е бујон. Многу убав бујон. Ете парчината како се убави. Шери ќе биде премногу задоволна. Не само и ја ќе бидам задоволен. Оти навистина, такви вкусови, за жал ги немаме во Скопје. А мора ние да си ги правиме сами. Ова ефраерот се враќа. Ајде. Ета. Тестенините. Шпагети на место нудли. Добра комбинација, навистина. Ми се допаѓа. Јајцето, мислам, ти можеме да го вадиме. Јајце. Тука. Оке, ова продржи да се вари. Ќе го намалиме малку. Така. Ќе оставиме овде позади. Бујонот. Да пазиме. Оти, кога правиме бујон, кога ставаме месо, се прави како малку, како да кажам, коагулат, не знам како да го кажам това по коагулација. Мислам оти така се кажува и по македонски. Коагулација од крвтата што е во месото. А мора малку да се извади тоа. Така чисто со кутлача на површина му вадете коагулацијата од крвта. Така. Не е убаво, ама естетичко. Не е убаво. Така. Сега, овде, во бујонот, ќе му додавам зеленчукот. Он ќе се свари заедно, ќе му пушти вкусот плюс со коцката што ја има внатре и ќе биде одлично. Така. Ова се вари заедно. Супер. Океј. Завршено. Тестенините се при крај. Ова е при крај. Ова се пече. Ние, што ни треба? Уште малку ќе му ставиме вкус на светова. Гледам оти имам блитва. Имаме млад кромит. Това све ќе покачи вкусот на целото јадење. Да пазам на тестенините, оти не треба да бидат ни преварени, не треба да бидат ни премногу ал денте, треба да бидат точно, уште малку, за да можат да се мешат во ова јадење што се вика рамен. Не рамен, рамен. Океј. Така малку блитва. Ова ќе одржиме, оти ќе биде ставено свеж на крај. Младиот кромит исто. Ситно сецкано, ќе го додаваме на јадењето, ама на крај. Зеленчукот, он се вари. Така. Ова оди
тука. Ово мора малку да го појако. Океј. Вау. Знаете што? Ми фали нешто така посебен шмек. Мислам да му стам малку нане, да му стам малку лукче. Па да, без лукче нема вкус. Ете лук и малку нане. Океј. Ова се вари. Како е месото? Да видиме малку во ефраерот како е месото. Ова е при крај. Не бара многу време да се вари. Оти знаете во сите држави Азија, светоа, зеленчукот е малку само или пропржен, малку варен, треба да биде уште малку крцкаво. Да видиме на што личи. Уште малку. Вала. Продолжува. Океј. Се враќаме на нашето бујон. Јајцето. Дали е варен или не? Good question. Ајде. Ќе видиме. Ќе го излупам. Ако е варен, окей. Ако не е варен, што правиме? Како е? Охо. Мислам, оти е таман како треба. Малку е тежок за лупење. Ставам му вода. Знаете, они го спремаат јајцето да биде уште малку во средина да тече. Жолчката од јајцето да тече. Не знам дали успеев, ама ајде. Мислам оти, ајде, 80% успеев. Ќе видиме на крај. Пак, това не можете да го знаете однапред. Мора това да се види кога ќе го сечете и кога ќе го сервирате тањирот на крај. Ајде, не ми се лупи лесно. Вуара, сум при крај. Океј, да нема лушпа, да не ми крцка. Под забота не вика по мене. О, еј, мислам да ти успеев. Меко е, таман како треба. Океј. Ова себо. Ова, окей, ова окей, ова окей. Тањири, одиме. Кај се тањирите? Овде. Имам такви посебни боул, не знам како да кажам. Така, 1, 2, 3. Ке направам 4. Оти сигурен сум, оти некој ќе ни дојде вечер. Така имаме 2 плюс 2. Супер сме. Ајде, една штипка. Каде? Тука ми е штипката. Океј. Хап. Едно. 2. 3. Буп. И 4. Чудо, а? Тестенини, шпагети во бол. Да. Ова го вадиме. Завршивме. Сега. Зеленчукот. Малку да зоврие. Ќе му ставиме на максимално. И ќе види спремно. Месото, таман. Можем да го вадам. Месото е врв. Ова можеме да го скасиме. Многу е лесно. Ефраер, ја не знаев оти ке ми беше толку лесно со тоа. Фала многу на Беко, што го смисли, да ми го доподари сега. Ова е фраер, за да можам да го употребам и да правам нови рецепти со него, оти навистина многу е лесно. Како асистент, можам да кажам, оти ова една мала рака, што ти помага во кујна, како се вика, еден чирак. Не еден чирак, оти му кажуваш насоки и он ти прави како ти му кажуваш. Одлично. Така. 5 парчиња, ако ни треба имаме репете, имаме уште месо во ефраерот, нека држи топло.
Tukaj. Ova, kako kažav. Zovri ova. Така. Še малко. Що ми фали? Ми фали малко от овие азijski меруди. Ајде малко соја сос. Окей. Ставя малко чили сос. Окей. Да. Така. А сега можеме да одиме со зеленчукот. Зеленчукот, како кажав, останува пола жив, да кажеме. Вуаля. Окей. Уште тука. Вуаля. Последното. И на се тоа, вуаля, зеленчукот, што ми останува, ќе биде за сервиш. Ете, ова е најважното. Ова е бујонот што се пие, што се јади, што се пие. Не знам како да го објаснам това точно. Они го јадат това со багет, со стапчиња од дрво. Не знаете како прават они, ке се смеете, они го стават бол, близко од устата и го јадат така, да, многу лесно, на брзина и на крај го пијат бујонот. Нема да го направам това денес, гледајте на емисија од Азија и светот како го јадат, на вистина и оригинал, и ова се вика рамен. Вуаля, хоп, окей, месото све, ке му ставиме малку блитва, што е мешана со млад кромит, како убава боја дава това све. Ала. Јајцето. Ке стам во двете ањели само. Таман. Вака, 1 и 2. Ова е за мене и моите шери. Другите кои ќе дојдат, спремно е за нив, а и ние се гледаме нареден ден за нови убави рецепти. Чао, чао! Шери, што ќе готвиме денес?